работилницата, затоа што истата ќе биде објавено на нашиот YouTube канал. Сакам сите да бидеме предпазливи во однос на мјут, кога не зборуваме и кога немаме нешто да кажеме, затоа што да не си прешиме еден на друг. Исто така би сакал да ве замолам, ова е прво предавање, меѓутоа како што гледам скоро сите имате име презиме, така и би сакал да остане ова и за нареден пат. За да знаеме кои сте и да знаеме дека немаме некој, како да кажам, натрапник, така што сака, нели? Ако сакате нешто да прашате, имате опцијата да подигнете рака. Ете, гледам, Весна има подигнато рака, така да... Не? Грешка, извинете. Грешка, да. Значи, ако имате нешто да прашате, слободно подигнете рака и почекајте тој што ја води презентацијата или тој што предава да ве праша. Тоа може да биде во тек на предавањето или на крај на предавањето. Доколку процениме дека непристойно се однесувате, ќе мора да го останеме од предавањето. Ова сметам дека нема потреба да го кажам, али мора да си го поминам овој дел. Ако имате белешки и предлози, може слободно да не ги пратите на нашиот линк, тоа е нашиот мейл, уствари тука. Сега може да го дадам зборот на Александра, да продолжи со предавањето. Ти благодарам, Мохамед, многу. Може да одиме веќе на следниот слайд, така. Еве официјално и од моја страна, добро вечер на сите. Гледам доста лица кои што веќе ги познавам, кои што биле дел од нашава ПХВ приказна во изминатите години, но гледам и доста нови младинци кои што веројатно за прв пат се вклучуваат и ќе имаат можност да не запознаат малце од една поинаква страна и со едни поинакви предавања. Секако добро вечер и за сите оние инструктори кои што се вечерва со нас во рамките на ПХВ програмата, која што ќе имате можност вие учесници да ги слушнете нивните експертизи и нивните предавања во текот на целата година. Денеска во групата објавив дека се чувствувам навистина среќно, бидејќи доаѓа многу реквести за нови членови, што е супер. Ги охрабрувам дисеминаторите, лидерите да продолжат во истиот стил, да расте групата, која што всушност е група каде што најмногу има и ќе има разгледувања во однос на ПХВ програмата, која што всушност представува некако како ПХВ алумни во изминатите години. Мухамед ме најави да не се повторувам, значи јас сум Александра Ристовски, со повеќето од вас да речам се познавам. И сум среќна дека во изминатите 20 години сум дел од ПХВ програмата и всушност последните години ја координирам истата. Освен тоа, на национално ниво, како координатор на програмата, се јавувам и како одговорна за дисеминација во рамките на Црвениот крст на град Скопје, така да не случајно првото предавање денешно, кое што дел од вас верувам дека многу работи знаат, но дел од стварите ќе се обидам да ги донесам како нови моменти кои што се поврзани со Црвен крст за да ве заинтересирам, но е едно логично поврзување на тоа што сме го правеле ние до сега и ова што ќе го правиме во 2021 година. Бидејќи дисеминација за нас всушност представува теорија која што оди пред практичниот дел кој што всушност се изработка на малите проекти и да се биде активен и да се биде проактивен во заедницата каде што живееме. Така да еве тоа е денешната тема, да ве воведеме што е тоа што ќе се случува во текот на 2021 година и секако малце да зборнеме за теоријата на нашата организација. Сега тука некаде по ПХВ моделот би сакала да ве запрашам какви се вашите очекувања во однос на денешната работилница. Што е тоа што вие го очекувате? Како ќе го направиме ова? Ќе оди на следниот начин. Мухамед ќе отвори една засебна табла во која што вие во чет можете да ги пишувате вашите очекувања, јас ќе ги прочитам. Секако неколку, не очекувам сите 138 учесника, колку и да е одлична бројката, да ги кажат своите очекувања, бидејќи верувам дека некои ќе се повторат. Доколку некој сака може да го крене рацето, па може и да каже. Како се чувствувате слободни, така нека биде. Само да најавам дека може да има некој што не може да ја видат презентацијата ако користат мобилен телефон, само треба мислам да вртите, нели, свајп и ќе стигнете до презентацијата која треба да се презентира на вашиот екран.
Фала Мухамед за оваа техничка работа. Јас видов дека Кико крена рака. Кико, повели што очекуваш ти? Сакам првин да се представам, јас сум Кристијан Марковски, како што сите ме знаете. Сакам ја очекувам да кој не знае да научи што е ПХВ, да не почнувам да раскажувам какви може да се очекувањата. Значи, после ПХВ циркусот секоја година има и завршни работилници. Тие завршните работилници, ја една бев и уште мислам дека ми е у глава све што се правеше на таа работилница. Кико, ти благодарам многу. Мислам дека Мухамед тоа го запиша, значи малце повеќе да слушаме за ПХВ програмата. Ивана напиша дека очекувам нови информации, нови насоки, така да може и тоа да го ставиме, Мухамед. Мухамед, очекувам од тебе да пратиш повеќе, пошто јас ги немам сите рачиња, така да ако не видам некого, те молам да реагираш. А умеѓу време Сара пишува да запознаеме нови луѓе. Сара, одлично. Бидејќи минатата година некако беше недобра можност за сите нас да го имаме ова како очекување, да запознаваме нови луѓе во рамките на Црвениот крст. Еве да речам токму можноста преку ПХВ програмата, Сара, супер. Дали имаме уште нешто? Ана Марија кажува дека сака дружба и комуникација. Анастасија очекува да стекне нови вештини, што е многу важно. И тоа ќе се обидеме, Анастасија, не само во текот на денешниот ден, денешната работилница, туку ни сите работилници кои што се предвидени во текот на целата година. Повеќе да се дружиме и да забавуваме, да стекнуваме нови пријателства. Мухамедова не мора да го пишуваш, бидејќи мислам дека веќе беше спомнато. Нови знаења исто така беше спомнато, да си поминеме убаво. Ова е важно, ова сакам да се запише. Бидејќи секогаш кога правиме некои нови нешта, важно е, другари, да убаво да си поминеме. Нови искуства, да споделиме различни идеи, одлични проекти. Одлични проекти или би кажала подготовка за некои одлични проекти, бидејќи оваа година сето тоа малце ќе биде поинако, ама јас имам можност да го објаснам сето тоа. Соработка, тимска работа, почитување на другите. Успех. Андре, ти благодарам и за успехот и за нас, и за тоа дека ти очекуваш успех. И тука некаде мислам дека може и да застанеме, мислам дека овие беа доволни. Еве, јас ќе ги прочитам уште еднаш како да ги имаме сумарно. Да научиме малце повеќе за ПХВ програмата, да си поминеме убаво, успех и позитивна енергија, да запознаеме нови луѓе, нови воштини, да споделиме идеи, соработка, дружба и комуникација, и дел од овие навистина беа неколку пати повторени. Јас ви благодарам на сите. Мухамед, ајде да видиме што е тоа што всушност ние денеска нив ќе им го возможиме, кои се целите на денешната наша работилница. Еве, имаме неколку цели кои што сакам да бидат цели на денешна работилница. Тоа е да добиете информации за промените кои што се однесуваат на ПХВ програмата, зошто таа се менува и како истата ќе биде прилагодена во 2021 година. Кои се темите кои што ќе имате можност да ги слушнете од нашите целите инструктори, потоа како ќе оди временската динамика и како секој од вас може да се приклучи на секој од темите за кои што е заинтересиран. Потоа ќе слушнеме малце повеќе за теоријата на нашата организација, значи кои се основите на Црвениот крст, за кои што сметам лично јас дека секој волонтер во Црвениот крст мора да ги познава, барем основите, бидејќи практичните работи излегуваат од самата теорија, како што и кажав. Полиња на действување, каде сме активни ние како организација, и еден слайд на кој што подготвив како очекуваме младите да се однесуваат во рамките не само на ПХВ програмата, туку би кажала и во однос на самата организација. И секако, она што го кажавте вие на неколку пати, тоа е убаво да си поминеме. Мухамед, одиме следниот слайд.
Веќе започнуваме со оној делот кој што значи првите две цели од денешната работилница, тоа е што значи ПХВ програмата и зошто се направени промените. Програмата действува повеќе од 20 години во нашата земја и таа е наменета за млади луѓе на возраст од 13 до 17 години. Во оваа група на онлайн едукациите верувам дека сте таа возраст, но верувам дека има и некој кој што е 18, 19, 20, кој што сметам дека добро ќе се вклопи сепак во она што ќе биде понудено. Целта на ПХВ програмата е да се промени дневната рутина на младите луѓе на оваа возраст, да ве поттикнеме да бидете активни во заедницата каде што живеете, да имате капацитет и способности и верба, да знаете дека вие можете да ги промените работите, да не чекате некој друг да ги менува, туку вие да бидете доволно храбри за да ги направите промените, да ги закнете вашите лични капацитети, да знаете дека можете да направите се што ќе посакате и секако да го промовираме мирот, толеранцијата во нашата земја, бидејќи групата со која што ние работиме се млади луѓе кои што се различни етнички припадности, на кои што им даваме можност и платформа меѓусобно да се запознаат, комуницират и да споделуваат исти позитивни вредности. Потоа, заради COVID-19, 2020 година беше стопирана, се реализираа обуките, но на жалост не се реализираа малите проекти. И како тим имавме состаноци во кои што сметавме дека е важно и добро и потребно како програма да понудиме нешто на младинците со што можете дополнително да ги зајакнете вашите капацитети. Одлучивме да не бидеме пасивни, туку да действуваме цела година, се со цел да направиме позитивни промени и кај вас, а со тоа и во нашата заедница. 24 инструктори се јавија на конкурс кој што беше интерно објавен во нашата група, кои што ќе реализираат 40 работилници во текот на 2021 година. Работилниците ќе имат ист термин и ќе бидат како курс за вас. Ќе започнат секој четврток во 18 часот со 5-6 минути да речам за доцнување, односно чекање на сите да се приклучат во групата, со надеж дека бројката секогаш ќе биде вака висока како денеска и првата обука се случува токму денеска со мене како координатор и како некој кој што ќе трасира програмата за инструкторите. Може би да додадам тука уште една информација, а тоа е дека одлучивме со тимот сите оние кои што навистина се заинтересирани за курсот, за обуките, кои што ќе имат полза, а кои што ќе поминат 10 вакви работилници, на крајот ќе добијат сертификат кој што може да им послужи понатака за запишување во, не знам, средно училиште, доколку е потребно за факултет или секаде каде што се барат оние дополнителни поени дека сте биле активни во вашата заедница. Сметаме дека ова ќе биде една дополнителна мотивација за вас како учесник во овие работилници. Темите не се обично црвенокрсташки теми, како што можете да видите, бидејќи нашето национално друштво има обучувачи кои што работат на теми како што се превенција, како што се трговија со луѓе. И сакавме да излеземе од нешто што веќе се нуди, туку да понудиме нешто што е различно, нешто што е потребно, нешто со што сакаме да ве заинтересираме, заинтригираме, за да можете понатака да се насочите во полиња во кои што сакате да действувате. Еве неколку ќе набројам, тие се вештачка интелигенција, биодиверзитет, правилен избор на факултет, позитивни вредности, човечкиот импакт врз животната средина, вовед во филозофија, вовед во психологија, партнерски односи за млади луѓе на ваша возраст, комуникација, социјални медиуми, тим, лични менеджмент на време и уште, да речам, 30 на слични теми. Се надевам дека ве заинтересирав со темите, за да знаете која тема е кога, ќе правиме и месечни промоции и објави како што направивме, да речам, за денешната работилница. Така да ќе имате можност да си го планирате вашето време. Се надевам дека ова беше јасно, дека отприлике добивте сликата зошто се направени промените и со која динамика всушност ние ќе одиме. Мухамед веќе го сврти слайдот, но ќе решам малце да почекаме. И сакам тука да преминам на оној вториот дел кој што всушност значи и дисеминација, кој што значи теорија на нашата организација. И би сакала да прашам неколку од вас на волонтерска основа, но нека не бидат истите кои што до сега се јавија, очекувам имаме различни вклучувања,
да ми кажете дали сте присуствувале на дисеминацијски обуки, кој ви ги правил обуките, дали смятате дека се важни, дали мислите дека знаете доволно работи за нашата организација. Може да слушам два тројца со кревање на раче, а тоа да не бидат пехави инструктори, да не биде Кико кој што веќе го слушнав. Мухамед, ако гледаш ти некого, те молам, кажи ми. Дали имаме раченце, Мухамед? Секако дека да, Елеонора вика, одлично, Елеонора одлично ми пишува во чет, супер, одлично. Дали може би сака уште некој нешто да каже? Имаме неколку раце до сега. Добро, окей, еве Јована Петровска сака да каже нешто, не ја видов. Да, досега јас сум меѓу поновите волонтери на Кисела вода и би сакала да учествувам во повеќето например предавања кои што се навистина сметам дека се доста важни, бидејќи од се она ново кој што не обкружува и што не го пружа животот, сметам дека треба да го фатиме, да го земеме со нас и да научиме нешто ново и потполно мислам дека е важно. Добро, ти благодарам, Јована. Ана Марија пишува дека не имала прилика да слушне малце повеќе за дисеминација, но смета дека е корисно. Дали имаме уште некоја рака? Имаме 3 раца, Алекс, уствари 2. Љубица и Ангела. Повелете. Јас првата дисеминација ја добив токму во ПХВ циклусот и тогаш најдобро се запознав со Црвен крст, а подоцна и лично од вас за дисеминација поврзана со дисеминатори. Ама сметам дека брзо се заборават работите и дека набрзо треба да се повтори сето тоа. Би било полза. Ти благодарам, Љубица, за тоа сме тука, за тоа почнуваме токму со оваа обука. Инес пишува, јас скренав рака, но сакам да кажам само дека не сум учествувала, ова ми е прв пат, бидејќи сум нов волонтери, сметам дека се важни исто како и Јована. Има уште некој, Мухамед, или веќе можам да продолжам? Имаме уште неколку раце, Ангела треба, па Александра, па Марко. Ајде. Ајде, Ангела. Добро, ако Ангела не е тука или ако има технички проблеми, одиме со вториот. Александра Здравевска има дигнато рака. Александра, повеле. Тогаш одиме со Марко Бојановски, вајда не сакајши. Бојаровски, иначе. Не Бојановски. Извини. Не, нема гајле. Зборавме за кои обуки дисеминаторски има помината, така? Така е, Марко. По тоа спаѓаат обуката за ХИВ, за сексуално преносливи болести, за трговија со луѓе, за тие, така? Не, Марко. Не? А убаво што го кажа тоа, Марко, пошто јас сакам баш да го објаснам овде што всушност значи дисеминација во контекст на Црвениот крст. Така да ова ти што го кажа е одличен вовед за тоа што јас ќе продолжам да го зборувам понатака. И таман ти имаш можност да видиш која е разликата меѓу едното и меѓу другото. Ти благодарам, Марко. Мислам дека одиме Мухамед понатака. Одиме со следниот слайд. Значи, пред да почнам да зборам за првиот слайд, сакам да додадам неколку работи овде, кои што мислам дека се важни. Првиот дел беше теорија, вториот дел веќе влегуваме во конкретни работи, значи во дисеминацијата за нашата организација. Зборот дисеминација звучи малце чудно, интересно, различно, дури би кажала екзотично во одредени моменти. Всушност значи ширење на знаења за Црвениот крст, за самата организација. Друго е кога се збори за дисеминација во делот на едукација со млади, но во рамките на Црвен крст дисеминација подразбира токму ова, значи ширење на знаења за Црвениот крст. Јас верувам дека сите оние кои што веќе имаат искуство во рамките на Црвениот крст тоа го знаат, но доколку не знаеве, одлична можност ова, да речам, што беше истакнато и што беше некако заокружено, би кажала.
Знаете, во нормални услови во нашето општество и во секој општество владеат одредени закони кои што го штитат човекот, но кога не постојат тие закони, постојат ситуации во кои што, како на пример вооружени конфликти, како природни катастрофи, ситуации кога општеството е исфрлено од некои редовни и нормални шини по кои што одат во некој равнотежа во кој што се наоѓа целото општество, кога законите се кршат, кога здравјето е загрозено, кога безбедноста е загрозена и токму тогаш се јавува Црвениот крст, токму тогаш действува нашата организација да ги заштити жртвите и да им помогне во надминување на сите оние тешки ситуации. Дозволете накратко сега веќе на овој слайд да ви објаснам за скромните почетоци на група од 5 граѓани од Швајцарија кои што всушност ги удриле темелите на нашата организација на Црвениот крст, кои што понатака денеска прерасна во едно светско движење со универзално значење во кој што членуваат повеќе од 14 милиони волонтери, меѓу кои и вие 140 денеска присутни со нас. Знаете, во секоја област постојат оние кои што го удриле фундаментот на некоја област. Да речам, ако ја спомена медицината, секако дека тука треба да го споменам Александар Флеминг, кој што да го немаше него, немаше да биде измислен пеницилино, а со тоа и антибиотиците, и верувам дека смртноста немаше да биде намалена во процентот во кој што сега е намален. Во областа на Црвениот крст тоа е токму Андри Динан, кој што може да го видите на првиот слайд. Него го нарекуваме таткото на нашата организација, таткото на Црвениот крст, значи основоположник кој што заедно со 5 граѓани ги удрија фундаментите на нашата организација. По потекло, Андри Динан бил од Швајцарија, од Женева, од многу добро, би кажала, и хумано семејство, кое што мајка му имаше можност да го научи за многу позитивни вредности, да се помага на другите, што понатака може да го видиме во неговиот живот. Интересно да се каже за него дека бил член на групата Лига на милосрдие, токму во Женева, каде што имал можност да помага, да ги практикува сите оние добри вештини кои што и понатака ќе ги прави во својот живот. Продолжува постапките на неговиот татко, кој што бил трговец, и на своја 31 годишна возраст заминува од Швајцарија да оди на кај Франција, да се сретне со некои трговци, бизнисмени, да договорат некои работи кои што беа важни за него и за неговата компанија. Поминувајќи низ Италија во тоа време, бил сведок на битката која што се случила кај Солферино, местото во кој што за неверојатни 15 часа загинуваат повеќе од 40.000 војници. Нажалост, голем дел од нив биле и медицинскиот персонал, односно лица кои што помагале, но на ниеден начин не биле заштитени од другите војници кои што учествувале во самата војна. Тогаш тој застанува, го прекинува своето патување и изговара многу позната реченица која што вика "Тути фратели" или "Сите сме ние браќа", што всушност е почеток на трасирање на патот на Црвениот крст, кој што кажува дека сме неутрални, непристрасни, без разлики бидејќи е тој швајцарец, им помага на оние кои што се французи, кои што се австријанци, кои што се бореле всушност во таа битка. Се враќа дома во Женева и објавува книгата која што се викала и вика се уште Сеќавања на Солферино, која што денеска е преведена скоро на секој можен јазик, каде што има канцеларија на Црвен крст или пак црвена полумесечина. Во книгата тој ги опишува човечките страдања и агонијата, се со цел никогаш да не се повторат, да останат како сведоштво за сите луѓе и за генерации понатака. Но од друга страна ги истакнува и неколкуте важни идеи за кои што понатака ќе се бори, ќе ги промовира, а тоа е да се формира некоја организација која што ќе биде неутрална, независна и која што ќе им помага на жртвите на војниците на бојното поле и дека со нив заедно ќе имаат некои луѓе кои што се волонтери, кои што ќе можат да им помагат, а кои што исто така ќе бидат заштитени. Во книгата исто така истакнува дека би било добро ако се потпишат некои закони и договори, за кои што ви кажав на самиот почеток. Ако има закон, одредени категории се заштитени. Тоа му беше идејата на Андри Динан. Среќа наша не беше сам, беше подржан уште од 4, значи швајцарски граѓани кои што ја делеа неговата идеја.
По објавување на книгата, тие ја промовираат, лобираат, би кажала, и веќе во 1863 година свикуваат еден меѓународен конгрес на кој што присуствуваат 36 представници од 16 земји во тоа време кои што биле земји кои што ги донесуваат сите одлуки. Се формира Национален комитет за помош на ратните, се подпишува Конвенција за подобрување на положбата на ранетите војници на бојно поле со 10 члена, меѓу кои што се кажува дека санитетските служби ќе бидат заштитени, прогласени за неутрални и секако се усвојува знакот кој што ние и ден денеска го користиме. Мухамед, следниот слайд. Не случајно, знакот кој што го гледате е всушност знакот на Црвениот крст. Јас често пати кога ја правам обуката за дисеминација, ги прашувам луѓето зошто сметате дека токму знакот на Црвениот крст го користиме ние. Одговорите кои што сум ги добила се најразлични. Дека крвта е црвена, дека е поврзано само со религијата, со христијанството. Сакам само да потврдам она што вие го знаете, а тоа дека Црвениот крст не е политичка нити пак религиозна организација. Знамето кој што ние го носиме, го имаме и денеска е прифатено, препознаено насекаде во светот, е всушност инверзија или обратно од швајцарското знаме во чест на Анри Динан, во чест на петмината кој што го формираа Црвениот крст и во чест на Швајцарија која што всушност е неутрална, но која што им даде поддршка за организација на една ваква хумана организација. Да знаете дека употребата на знакот Црвениот крст започнува со всушност од Црвениот крст, но од страна можете да видите дека има и некои други знакови кои што се користат во рамките на целиот свет. Постојат 4 признати амблеми, тоа е Црвениот крст, црвената полумесечина, црвениот кристал, црвениот лав со сонце, но само 3 се употребуваат. Црвениот крст, црвениот кристал и црвената полумесечина. Црвениот лав беше користен од страна на Иран, но тие се откажа од него, но се уште стои како признат амблем. Црвената полумесечина всушност почнуваше да се користи за време на турско-руската војна од 1876 до 1878 година од страна на Турската империја, која што сепак не беше лагодно да го користи крстот, бидејќи сметаше дека е поврзано со христијанската религија. Официјално знакот беше усвоен од страна на Меѓународен комитет во 1929 година и оттогаш е со исти права регулиран токму како знакот на Црвениот крст и останатите 2. На овој истиот слайд ставив уште 3 слики, тоа е 3 компоненти. Зборот компонента представува основни нешта кои што всушност ние ги имаме во нашата организација. Првата компонента е Меѓународен комитет, првото лого, првата компонента, каде што пишува Комитет International Женева, кој што всушност е формиран од страна на Анри Динан и од заедно со четворицата, да речем, граѓани. Тоа е неутрална организација со седиште во Женева и таа компонента е прва и водечка во рамките на движењето на Црвен крст во случај на катастрофите кои што се предизвикани од човекот, односно во случај на војна. Втората компонента се национални друштва, знакот со крстот и со полумесечината, бидејќи идејата на Анри Динан беше да се формира некоја меѓународна организација. Сепак, земјите во тоа време, првите, напредните, побогатите, како Швајцарија, Белгија, сакаа да си имаат и некои своји внатрешни организации, кои што ќе действуваат како за време на војна, така и во време на природни катастрофи, како што Црвениот крст действува и денеска во нашата земја. Значи се започнува со 1864 година, а веќе денеска во 2021 година постојат 191 национално друштво. Значи нема местенце на нашата земја каде што нема всушност канцеларија на Црвен крст или пак црвена полумесечина. Чинам дека според Обединетите нации постојат 200 и неколку земји во светот. Замислете дека во 191 постои канцеларија на Црвен крст. Затоа сме ние најголемата, најмокина мрежа која што функционира во рамките на целиот свет.
И последната компонента, знакот на црвен крст и полумесец со квадратчето, односно со правоаголникот црвениот, е всушност Меѓународна федерација на црвен крст и црвена полумесечина. Формирани се во 1919 година на идеја на американскиот председател на Црвениот крст, исто се викаше Хенри само Девисон, кој што по завршување на Прва светска војна, во кој што имаше навистина голем број на жртви, сакаше сите земји да се уединат и да постои една организација која што ќе им помага на другите. Оваа идеја беше тогаш поттикната и поддржана од страна на Британија, Франција, Италија, Јапан и од Америка. Тогаш се викаше Лига на народи, а веќе од 1991 година се вика Меѓународна федерација на црвен крст и црвена полумесечина. Тоа е организација која што е присутна во секоја она земја каде што се случува природна катастрофа, како што е цунами, како што се земјотреси, поплави, како што се миграции на лицата кои што барат спас во некои трети земји и така натака и така натака. И на овој слайд, како последна слика, ми остана сликата за Анри Динан, еве го негово веќе, да речам, подоцнежни години. За ваша информација, тој исчезнува некако тој периодот кога се формираше сето тоа, кога тргна целата работа и се доселува во Хајден во 1887 година, каде што продолжува да живее уште некои си 20 години. Стар, осамен, живееше во домот за стари лица, негуван од некои негувателки. Не знам дали сте знаеле, но јас со гордост го кажам ова сега што ќе го споделам со вас, дека тој е добитник на првата Нобелова награда за мир. Понатака од него, од нашата организација, започнува се она што значат Нобелови награди за мир, кои што се доделени од тогаш па се до денеска. На 73 години таму е врачена и добил голема финансиска поддршка за сето тоа, но тој сите пари ги одбива и ги дава во хуманитарни цели, меѓу кои и Црвениот крст. Починува на 30 октомври 1910 година, а неговиот датум на раѓање 8 мај всушност се слави во сите 191 земја и сите 14 милиони волонтери, колку што кажав, веќе дека функционираат, постојат и фамилијата се зголемува, го слават неговото име. Мухамед, тука некаде би било добро да го пуштиме видеото, кој што го подготвивме, односно кој што е подготвено од страна на Меѓународна федерација, кој што малце повеќе зборува за амблемите. We live in a world crowded with signs and symbols. If I asked you whether you recognize these symbols, I think most of you would say yes. What if I asked you what they mean? It's a sign of first aid. It's the sign that help is at hand. Hope. I think it means hope. These symbols, or emblems, can mean many things to many people, so let me explain what they mean to all of us. In one word, protection. The Red Cross, Red Crescent and Red Crystal are symbols of protection that international law gives to the wounded and sick and those caring for them in armed conflict. They tell those fighting that they must not attack anyone or anything that displays them. I'm a military doctor. I'm not part of the fight. I wear a red cross so that people can see that I'm just here to help the wounded, so that I can do my job. These emblems can also show a connection to the Red Cross and Red Crescent organizations. As a Red Crescent volunteer, I help people during emergencies like an earthquake or in times of war. When people see the emblems, they know we are humanitarian, that we help people purely based on need. The emblems aren't religious symbols, they serve humanity, and it's important that everyone understands their meaning. Because, as we said, the emblems are a symbol of protection, a sign that help is at hand, and a symbol of hope. Let's ensure that they are respected.
Ти благодарам, Мухамед. Може да се вратиме сега на презентацијата. На крајот видовте и дека имаше и веб страната од ИЦРЦ, односно од Меѓународен комитет. Секогаш за дополнителни информации можете да појдете како на страната на Црвен крст на град Скопје, како на страната на Црвениот крст на Република Македонија, како на страната на Меѓународен комитет или пак Меѓународна федерација, бидејќи сите овие страни навистина имаат преубави и предобри материјали за ваша едукација. Кога веќе го споменав сега и нашето национално друштво, вредно е да ги споменам и неколку те нешта кои што кажуваат за тоа кои сме ние во нашата земја, како сме почитувани и како сме прифатени од страна на сите. Црвениот крст на Република Македонија е основан на 17 март 1945 година во рамките на Југославија. Така дејствува се до 1991 година. Мухамед може да одиме понатака. Кога всушност започнува процес на одвојување од нашата земја од Југославија, во чии што рамки тогаш функциониравме, со тоа што на 1 ноември 1995 година како Црвен крст сме признаени од страна на Меѓународен комитет на Црвен крст на 1 ноември 1995 година. Меѓународен комитет, освен тоа што е задолжен за дејствување во катастрофи предизвикани од човекот, тој ги признава сите оние нови национални друштва да станат членка на Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Има доста услови кои што мора да бидат исполнети, јас ќе ја споменам само едната. Секоја држава, односно владата на државата мора да ги потпише и да ги ратификува Женевските конвенции. Тие представуваат правила за војување. Доколку се случи војување, значи државата се обврзува дека истите ќе бидат почитувани. Првото правило, ако се вратиме наназад, всушност го кажал Андри Динан и беше усвоено во 1864 година, дека мора да се почитуваат ранетите и болните војници на копна. На 27 ноември, веќе последен месец, стануваме членка на Меѓународна федерација како 169-то национално друштво. А денеска, како што кажав, постојат 191 земја. Значи, после нас признаени се уште некои си 22 земји. И последниот дел од овој слайд е всушност за нашата земја. Како што можам да видам, рековме околу 140 учесници се присутни на оваа работилница. Некој доаѓа од Охрид, некој од Кисела вода, некој од Карпош, некој доаѓа од Крива Паланка, од различни општински организации, како што ние ги викаме во Црвениот крст. Во нашата земја постојат 33 локални канцелари, општински организации, кои што имаат вкупно 7000 волонтери и 11.000 регистрирани членови. На жалост, заради COVID-19, минатата година нашите волонтери не беа толку многу активни на терен. Најмногу се работеше со мобилните тимови кои што даваа поддршка за позитивните лица, лица во изолација, самоизолација, стари лица, бидејќи го заштитувавме и здравјето на нашите волонтери. Ни беше важно тие да бидат заштитени и затоа најмногу сите општински организации работеа со поискусни волонтери кои што до сега има одредени искуства во делот на катастрофите. Но се надеваме дека COVID-19 наскоро ќе биде за нас и дека ќе се вратиме во сите оние активности кои што ние всушност ги правиме. Следниот слайд, Мухамед. На црвените полиња всушност се прикажани 7 принципи. Може да го отвориш целиот слайд, Мухамед, слободно. На 7 принципи по кои што функционираме ние во рамките на Црвениот крст, секој професионалец, но и секој волонтер, повеќето се изведени од основниот принцип, а тоа е да се биде хуман и да хумано сакаме да им помогнеме на сите оние на кои што помошта им е потребна. Непристрасност и неутралност е она што го правеше Анри Динан на почетокот. Никогаш не завземаме страна. Помагаме таму каде што помошта е потребна, во однос на приоритетите. Независност значи дека не зависиме нити од една политичка партија. Црвениот крст има свој закон, има свој статут кој што е донесен и кој што е изгласан од страна на парламентот на нашата земја. Ние сме помагатели на власта, но не сме помагатели на политичките партии. Работиме со сите оние кои што всушност се на власт, се со цел да им го лесниме страдањата на населението кои што се наоѓаат во одредена потешкотија. Доброволна служба
Црвениот крст се базира само на доброволна работа. Постојат професионалците, како мене, но мал е бројот на професионалците. Многу поголема е бројка на волонтерите. Тие се двигатели на нашата организација и тие се тие кои што ги менаџираат, ги движат и ги управуваат нештата. Единство на територија на нашата земја постои само една организација на Црвен крст и не може да постојат неколку паралелни структури и системи, туку само една. Универзалност, се она што јас денеска го зборувам, всушност е познато и во Шпанија, и во Црвен крст на Албанија, и во Црвенијата полумесечина во Турција, и така натака, и така натака. Додека пак плавите се полиња каде што действува Црвениот крст. Активни сме во делот на подготвеност и действување во случај на катастрофи, што подразбира дека COVID-19 влегуваше токму во овој дел, но би кажала и во делот на здравствено-превентивна дејност. Дистрибуција преку мобилните тимови одеше преку тимовите кои што се членови во подготвеност и действување во природни катастрофи. Во делот на здравствена превентивна едукација, она што го кажа Марко Чино на почетокот, дека тој е едукатор во делот на сексуално преносливи болести, трговија со луѓе. Значи, ние ги обучуваме луѓето за да промовират здравје и безбедна средина за сите граѓани. Социјална хуманитарна дејност не диктира никој од социјално загрозените случаеви, бездомниците, старите лица да не биде заборавен. Туку сите да одиме во ист шекор напред, да речам, во нашата иднина. Млади, иако фали една буква, млад, ама вие ќе разберете дека тоа се млади, тоа сте вие. Во секоја општинска организација постојат клубови на млади и вие сте вклучени во сите сегменти на работењето на нашата организација. Вас има и во здравствено-превентивна дејност, и во социјална хуманитарна дејност, и во подготвеност и действување во катастрофите, значи на секаде во сите полиња на нашето действување. И секако дисеминација, да стигнеме секаде и да им објасниме на луѓето каква организација сме ние, што е тоа што ние го правиме и како тие може да се вклучат. Како последен дел, да речем, на овој слайд се 4 Женевски конвенции, за кои што веќе споменав првата. Денеска постојат 4 Женевски конвенции. Првата е, рековме, дека ги штитат војниците на бојно поле. Втората Женевска конвенција ги штити војниците на море. Третата Женевска конвенција ги штити војните заробеници. Четврта Женевска конвенција всушност ги штити цивилите. Последната Женевска конвенција е донесена по завршување на Втора светска војна, за која што се вели дека беше војна која што имаше најмногу човечки жртви, на жалост. Тие се само 4, но секој од нив има многу подчленови кои што ги диктираат и ги регулираат овие закони за војување кои што се многу важни. Последниот постер на слайдот има неколку точки, 12, и јас нема да зборам за сите нив, допрва овие ќе бидат дисеминирани. Сакам да кажам само неколку кои што сметам дека е многу важно вие како наши млади амбасадори на Црвен крст да ги правите и да ги почитувате. Секогаш кога сте вклучени во некоја активности на Црвен крст, споделете го тоа, промовирајте. Има многу сивило во нашата земја, во нашата заедница. На луѓето им се потребни позитивни приказни. Не треба да се шири говорот на омразата, туку треба да се шират оние позитивни приказни, позитивни вредности со кои што ние покажуваме колку сме и колку стигаме сите заедно и колку сме посилни од оние негативни приказни. Многу е важно да се грижите за сите членови во вашиот тим. Треба да се однесувате одговорно на социјалните медиуми, што значи дека не можам до 4 сат да објавам нешто позитивно, а после вечерта да објавам нешто што е негативно. Бидејќи да се носи емблемот на Црвениот крст, тоа значи да се носи 24 часа. Дел сум од организацијата која што промовира позитивни вредности и која што ги учи младите луѓе да бидат позитивен пример во нашата заедница. И уште некои други кои што мислам дека сигурно дека ги знаете, дека сте одговорни, дека сте хумани, дека сте позитивни, дека секогаш сте лидери, дека секогаш сте вие тие кои што ги инициирате нештата. Мухамед, сметам дека ова беа кратки информации за да го заокружиме делот со нашата дисеминација. Јас сега предлагам да одиме со нешто што се вика пул или повторување на некои делови кои што ние до сега ги учевме. Еве, Мухамед ќе му го дадам зборот за да ви објасни како и што е тоа што ќе го направиме со следното нешто.
Важи, значи, сите тие што се вклучени од компјутер, може да го направат следното, а тоа е да идат на тоа што се вика пул. И сега јас ќе презентирам само на кратко мојот екран, за да видите каде се наоѓа тоа. И одма ќе го пуштам дури првиот. Значи, ете, вака. Мене ми екранот поделен на две, меѓутоа мислам дека може да ме следите што ќе се случува. Значи, вака е вашиот десктоп, вака изгледа. Идете на ова копче што е горе. Значи, не знам дали се гледа до чатот, тука е чатот, тука идете на Activities. И на Activities имате Pulse. И тука имаме подготвено неколку прашања. Алекс, јас го пуштив првото прашање, веќе имаме неколку гласови. Одлично, гласаме сите, така, инструкторите гласат, ова е вежбица за сите. Ајде да одиме со уште некое гласање, ајде, чекаме. Алекс, само Андреј има дигнато рака. Андреј Костовски. Да, сакам да ве прашам, тие што се од мобилен телефон, дали ќе гласаат или не? Мислам дека не може преку таа апликација, мора само преку компјутер може да се случува. То меѓутоа јас ќе ги споделам резултатите, ќе ги чита Алекс, за да знаеме кој колку гласа. Океј, првото прашање е колку купно работилници ќе бидат организирани. Значи 38 гласале 40, еден гласал 35. Јас одма ќе го кажам и точниот одговор, така е, точниот одговор е 40, браво, 40 работилници ќе бидат организирани во текот на оваа година. Одлично. Одиме понатака, второ прашање. Колку Нобелови награди има добиено од Црвен крст заедно со Анри Динан? 3, 4 или 5 Нобелови награди? Да почекам уште малце. Тука е нерешено. Тројца викат 3 Нобелови награди, 7 викат 3 Нобелови награди, 4 викат, 7 викат 4, тројца викат 5, 11 за 3. Еве се менуваат нештото, но мислам дека преовладува дека 3 Нобелови награди има добиено нашето Црвениот крст, движењето на Црвен крст, Црвена полумесечна, 21. Тоа не е точен одговор. Значи, вкупно 4 Нобелови награди, еве Ивана Маринчев покажува, 4 Нобелови награди има добиено движење на Црвен крст и Црвена полумесечина. Едната е на Анри Динан и 3 понатака, 2 меѓународен комитет и еден заедно меѓународен комитет и Црвениот крст и Црвена полумесечина, што значи 4 вкупно Нобелови награди. Да ви кажам дека тоа е единствена организација во целиот свет кој што има добиено 4 Нобелови награди. Не една, 2, 4 Нобелови награди. Навистина многу интересен, важен и добар податок. Ви благодарам, научивме нешто ново, одиме понатака. Следно прашање, Мухамед. Колку компоненти има движење на Црвен крст и Црвена полумесечина? Гласаме. Некако преовладува 3 компоненти, добро, 12 гласа, така е. 5 гласа викат 7, 2 гласа викат 4, чекаме уште некоја минутка. Уште некоја секунда, се извинувам. Добро, точниот одговор се 3 компоненти. Значи, тоа се меѓународен комитет, тоа е потоа Меѓународна федерација на Црвен крст и Црвена полумесечна и тоа се националните друштва. 4 се Женевски конвенции и 7 се принципи кои што се почитувани на секаде низ целиот свет. Така да не случајно беа бројките 3, 4 и 7 за да ве збуниме повеќе со Мухамед. Тоа не беше моја идеја, тоа беше негова. Одиме следно прашање. Колку општински организации има во Црвен крст на Република Македонија? 30, 33 или 35?
Ова чинам дека беше лесно, нема неточни одговори. Еве еден, 35. Порано, значи, имавме 35 општински организации, за ваша информација, ама со реорганизација, со некоја, да речам, спојување се направија 33 општински организации. Одиме понатака. Ова чинам дека е последно прашање, Мухамед, нели? Принципот независно значи дека не зависиме од донации, не зависиме од никој, освен од политички партии, дека независно работиме. Ова ми се допаѓа, независно работиме, не зависиме од политички партии, не зависиме од никого, ова навистина беше одлично, точно прашање. Одлично. Мухамед, фала ти многу, стварно беше ова многу интересно. Се надевам дека беше добро повторување на она што преска јас го зборував. Се враќаме назад. Се враќаме на презентацијата, која што всушност има следен слайд кој што вика прашања. Сакав да прашам дали можеби има некој прашање кој што остана нејасно, кој што еве се отвори, а јас не го дообјаснив. Ако сакате да прашате. Мухамед, пратиш ако има некој раченце. Добро. Ова мене ми кажува дека јас сум била јасна, со тоа што морам да ви кажам. Предавањето е ограничено и информациите кои што јас ви ги дадов се дозирани. Секогаш ви стоам на располагање за повеќе информации кои што се поврзани со Црвениот крст. Бидејќи секогаш може да се каже многу повеќе за организација која што е 150 години, да речам, возрастна. Добро, Мухамед, тука некаде треба да ги отвориме очекувањата, да видиме што напиша они, да видиме дали ние се до тоа го остваривме. Оки-доки. Значи вака, да научиме нешто повеќе за ПХВ програмата. За сите оние кои што беа нови, јас повторив каква е таа програма и што е тоа што ќе се случува во 2021. Така да мислам дека може да се штиклира. Потоа соработка. Се надевам дека ова е почеток, а дека допрва ќе се случува соработка и меѓу вас. Да запознаеме нови луѓе. Ова ќе биде една можност каде што ќе бидеме сите заедно, а понатака ќе видиме на кој начин ќе можеме да ги вмрежиме младите кои што се присутни на нашите работилници. Позитивна енергија, не знам за вас, ама јас баш ја чувствував и се уште ја чувствувам, некако ми доаѓа од сите страни. Подготовка, значи полека се подготвуваме за сето тоа што ќе ни се случува. Дружба и комуникација. Да си поминеме убаво. Дали си поминавте убаво, другари? Можете да го кренете прстот горе ако убаво си поминавте. Одлично, супер. Нови вештини. Очекувам и денеска ново и во текот на целиот овој сет на работилници кои што ќе се реализират. Споделување на идеи, можеби не баш на оваа прва работилница, бидејќи ова беше повеќе информативна во однос на активностите на Црвениот крст, но верувам дека понатака ќе се случуваат. Има една втора која што не можем да ја прочитам, тоа е Мухамед, нови информации или насоки? Нови информации, надевам дека имаше навистина нови информации, особено со Анри Динан, со Нобелова награда и со некои други нешта кои што се потрудив да бидат навистина прв пат споделени од моја страна кон вас. Одлично, Ивана ми пишува одлични информации, нова перспектива, фала Ивана. Нова перспектива за Црвен крст и Анри Динан. Многу ми е драго, значи Ивана, дека така мислиш, што ти навистина тоа е, како што кажав, таткото на нашата организација. Добро, одиме понатака, значи по завршување на овие очекувања, ми останува да го отвориш следниот слайд, Мухамед. Имаме уште неколку минути пред да се заврши целата работа. Океј, супер. Сакам да ве поканам во исто волкав број да присуствувате на следната работилница која што ќе се случува на 28 јануари.
која што исто така јас ќе ја држам, еве како координатор на програмата и како што кажав веќе да почне да тече целата работа со една добра насока. Следната работилница која што ќе ја држам ќе биде работа со волонтери, односно со вас и градење на тим, што се должи на моето искуство бидејќи сум координатор на програмата и работам со ПХВ тимот повеќе од 15 години и сакам да споделам со вас одредени работи кои што се однесуваат токму на работа со тим. Како да се мотивираат вашите волонтери, како да ги уважите, како да ги поттикнете, како да ги задржите во вашата организација. Алекс, Кристијан има дигнато рага. Повели Кико? Додадам. Значи, после секој завршување на секој ПХВ година се има и ПХВ недела на театар која секоја година е со различна тема. Значи, една година беше ПХВ флешмоб, па поетско читање, лани како што знаевме прекина све заради пандемијата. Така, Кико, ти благодарам. Ти благодарам што ме потсети за тоа. Значи, секако дека оваа година ќе одбележиме ПХВ неделата. Минатата година ние исто така бевме многу оригинални и снимивме песни ПХВ во секоја општинска организација. Дел од вас беа учесници во тие песни. Ние сега ги снимаме песните така да наскоро ќе бидат промовирани, да речам, како на едно CD и ќе остане трајна вредност. Јас тука сакам да ви се заблагодарам за тоа што дадовте поддршка на она што ние сакаме да го направиме со нашата оригиналност, секајќи да ги зајакнеме вашите капацитети. И сакам да ви кажам на крајот дека само кога се дели, а тоа е помош, љубов, средства, поддршка, уствари се множи. И секој може да научи да множи. Тоа зависи од вас и од вашата желба. Тоа може да го направите преку вашето волонтирање. Волонтирањето е практика на луѓето да работат за доброто на останатите, без мотив, но алтруистичка активност со цел промовирање на добро и подобрување на квалитетот на вашиот живот, но и животот на луѓе за кои што ние всушност постоиме.